Во нашето студио гостин е адвокат Тони Менкиновски. Добре дојде, Тони, во нашето студио. Темата е преговорите за законите за обвинителство, особено за специјалното јавно обвинителство, кое деновиве предизвикува бурни реакции и се заканува со посериозни политички турбуленции, затоа што очигледно е дека се заглави на фамозниот член 105. Да, така е. Член 105, бидејќи јавноста е стигната до тој дел, сакам да го образложам, е барањето до нас, значи да се направи амнестија, ама амнестија на специјалното јавно обвинителство. Што тоа значи? Сите постапки кои се започнати од 30 јуни 2017 година, согласно Закон за специјално јавно обвинителство, се постапки започнати од неовластен значи, орган, а тоа е специјалното јавно обвинителство. И јасно е кажано во Законот за специјално јавно обвинителство дека доказите, значи и постапките треба да завршат на 30 јуни 2017 година. За жал, специјалното јавно обвинителство намерно, сметам дека е намерно, продолжило со својата активност после 30 јуни 2017 година. Тие действија се противправни действија, тие се инкриминирани действија од страна на специјалното јавно обвинителство. Тоа е исто како вие и јас да поведеме одредени постапки, да собираме одредени докази за одредени луѓе и да ги тужиме. Ние немаме овластувања да подигаме обвинение. И сега од нас се бара со закон ние, значи да го амнестираме специјалното јавно обвинителство за действијата кои ги превзело после 30 јуни 2017 година. ВМРО ДПМН во тој дел, значи во тој дел не сака да учествува во амнестирање на лица кои иако знаеле дека после 30 јуни не смеат да подигаат обвинение и да собираат докази, значи тие продолжиле, покренале дури и обвиненија пред судот, загрозиле човекови права на одредени лица, направиле штета и тоа, значи сакаат сега од нас да се амнестира. Многу ми е жал што вака еден голем закон, Законот за јавно обвинителство, кој треба да представува закон кој во иднина ќе ги заштити граѓаните на Република Македонија од арбитрерно постапување на сите оние кои ќе го прекршат законот. Овој закон треба да е силата во Република Македонија на правниот систем, се доведува во прашање за животот и улогата на специјалното јавното обвинителство до сега. Значи, Јас морам да те прекинам тука затоа што сакам да дадам еден многу важен елемент, а тоа е дека дали е политички договор или не е важно. Меѓутоа, законот вели 18 месеца по периодот даден за истраги на специјалното јавно обвинителство и тоа е токму тој датум. Да ги споредиме буџетите на редовните обвинителства и на специјалното јавно обвинителство. Тие се 1:10 различни. Тоа значи дека тоа јавно обвинителство, специјалното јавно обвинителство ги имаше сите можни ресурси на располагање во рок од 18 месеци да покрене обвинение. Се знае како се трошени парите? Тоа е вториот дел од приказната, каде Социјалдемократскиот сојуз, се извинувам, поточно лидерот на преговарачкиот тим, одбива анкетна комисија составена од парламентот за да видиме ние како се трошени парите и каде. Значи ние побаравме и државниот ревизор исто така во текот на преговорите да видиме ние како граѓани сме инвестирале 15 милиони евра и имаме право да знаеме како се трошени тие пари. Меѓутоа, вака, министерката и покрај тоа што законот вели 30 јуни 2017 година завршуваат до тој датум истрагите, министерката вели ВМРО, односно вие како лидер на работната група на опозицијата, дека сакате под черга да пукнете некаква си скриена амнестија. Тоа е најголемата лага. Тоа е најголемата лага и најголемата замена за тези. Бидејќи имавме некој меѓусебен џентлменски договор до сега да не излегуваме во јавноста. Јас сакам на јавноста да се обратам и да објаснам една многу битна работа што за жал, многу ми е жал што а јавноста го знае
И многу ми е жал што министерката го потцени македонскиот народ и македонските граѓани со тоа што тврдеше дека ние сакаме некого да амнестираме. Видете, вие никого не може да амнестирате од одредено кривично дело. Тоа кривично дело, значи, не е застарено. Значи, таа амнестија која сака да ја прикаже Социјалдемократскиот сојуз, дека ВМРО ДПМНЕ сака да амнестира некого, е лажна. Напротив, доколку тие имаат докази, значи во редовна постапка, тие кривични дела може да се отворат во секое време од страна на редовното јавно обвинителство. Лагата е многу голема, нашиот народ е многу паметен и мислам дека прави разлика, значи кој лаже, а кој зборува вистината. Сега премиерот Заев еднаш изјави дека да, постигнете договор и така треба да биде согласно законот, се прекинуваат и се на некој начин се поништуваат доказите стекнати, односно така наречените бомби. Меѓутоа, наредниот ден или 2 дена после таа изјава, вие како работни групи се сретнавте и министерката Десковска кажа нешто сосема спротивно од тоа што го кажа Заев. Тоа тактика е на преговори или нешто недоразбирање на Јас морам да направам паралела. Релација премиер министер. Има две работни групи, едната се работи работната група за законот за безбедност која и другата за јавното обвинителство. Менаџирањето на процесот од страна на министерката за правда е очајно. Значи, очајно во смисла ние, значи на почетокот, само една паралела би сакал да истакнам, кога влеговме во преговори, кога видовме дека се работи за плагијат од закон, значи закон кој е препишан од Хрватска, и бидејќи сме повикани, сме парламентарна партија која има пратеници избрани од страна на народот и народот очекува да се донесе закон за јавно обвинителство кој ќе му ги реши проблемите, а некој ќе му создаде проблеми во иднина. Ние дадовме значи прво начела кои министерката во петокот не ги прифати. Тие начела беа на 3 страници во кои беа инкорпорирани 3 аспекти кои се многу важни. Значи тие се аспектот кој се однесува на заштита на основните човекови права, вториот аспект беше аспектот на имплементација на меѓународното право. Видете, во самиот тој дел тие немаат имплементирано ниту еден ратификуван меѓународен акт кој Македонија должна да го примени во законот за јавно обвинителство. Това беше кейсло на судот. Да, и дополнително и извадивме и значи кейсло кој е апликативно и кој треба да се примени. Министерката во петокот рече дека не ги прифаќа тие начела и принципи на ВМРО ДПМНЕ за идната работа на законот за јавно обвинителство. Во понеделникот истото даде изјава дека ги прифаќа истите начела. Значи, до ден денеска менеџирањето е катастрофа. Значи, до ден денеска ние како работна група, што морам за жал да констатирам дека ВМРО ДПМНЕ има 40 значи правници, еминентни правници, значи кои се суди, обвинители, бивши, сегашни луѓе од науката кои работат на оваа проблематика, а министерството има само еден, вклучувај плюс министерката Рената Десковска. Тие не најдоа до сега сходно да одговорат на нашите 65 амандмани, дали ги прифаќаат, не ги прифаќаат, во кој правец. Значи, 65 амандмани не се однесуваат на специјалното јавно обвинителство, 65 амандмани и нашите конструктивни забелешки се однесуваат на независно, професионално јавно обвинителство. Независноста на обвинителството може да се, пример ќе извадам, ние бараме 1,5% од републичкиот буџет да влезе како задолжителен буџет на јавното обвинителство во Република Македонија и како такво да располага со средства и услови јавното обвинителство како би ги гонело ефикасно и делотворно извршителите на кривични дела. Значи, нашиот пристап е да имаме динамично јавно обвинителство, не статично. Нашите граѓани имаат голем проблем во оваа сфера. Имаме недостаток на јавни обвинители. Никој до сега не се обиде да даде еден извештај која е состојбата, паралелата помеѓу поднесените кривични пријави и она што е сработено од страна на јавното обвинителство. Значи, дали имаме
обвинителство кое е динамично или обвинителство кое е статично. Ние не знаеме кои кривични дела се најексплоатирани во нашата држава. Каде нашиот брод треба да плови. Значи, каде имаме проблеми, ние немаме ниту една иницијатива од страна на јавниот обвинител, значи, кои действија треба да се заштитат до парламентот и така натака. Ево, да тргнеме од областа на корупцијата, кај нас имате органи кои се занимаваат со корупцијата, ефектот е катастрофа. Значи, имаме органи како што се антикорупцијска комисија, дури Народниот правобранител се занимава, Управа за јавни приходи, финансиска полиција, а Македонија и јавното обвинителство и ред други органи, а Македонија е на дното за корупција. Значи, ние немаме динамика и резултати во она што се работи. Наместо да се бориме, ние мериме корупција. Така би мериме било, по перцепција. По перцепција. А перцепцијата е различна. Така. Значи, дури и методот на мерењето го немаме. Значи, методологијата, ние немаме во делот на корупцијата, еве, што би требало еден јавен обвинител на Република Македонија да работи. Тој треба да му даде извештај на парламентот и јавни го извештајот да се предложи парламентот да одредени кривични, да го зголеми обемот на кривични дела. Па ние немаме кривични дела за потекло на имот. Тоа е катастрофа. А што велат на предлогот дека опозицијата треба да предложи јавен обвинител? Како што претпоставувам интересно е политички... тоа не е наше барање, тоа е барање на Социјалдемократскиот сојуз, но тие сакаат да предложат значи тоа барање да се ефектуира во моментот кога тие ќе бидат опозиција. Смешно. Значи, ако предлагате такво барање, треба веднаш, одма и сега. Тоа е многу добра работа, постои во некои земји, значи јавниот обвинител треба да биде watchdog, куче чувар, значи на позицијата, на моментот, на оние луѓе кои во моментот располагаат со нашите фондови кои се собрани од данокот кој го плаќаме во Република Македонија. Морам да подсетам на една изјава од доскорешниот амбасадор на Соединетите Американски држави, Джес Бејли, кој беше инволвиран на секаков начин околу специјалното јавно обвинителство, но тој вели независно дали СЈО ќе остане целосно независно или ќе биде во рамки на јавното обвинителство, битно е дека измените на законот не смеат да бидат во насока за одредени луѓе да се протнат низ пукнатини. Значи, вие предложивте СЈО да биде дел од основното обвинителство за гонење криминал, организиран криминал. Претпоставувам за да нема, што велиме ние, преклопување на одредени ингеренции. Што вие конкретно предложивте? Нашиот предлог е да биде одделение, посебно одделение во рамките на организиран криминал и корупција. Разликата помеѓу организиран криминал и корупција и специјалното јавно обвинителство треба да е само субјективниот елемент или поточно дали извршител на тие кривични дела е носител, активен носител или претходен носител на политичка функција. Дали тоа го сторил во времето на вршење на политичката функција и така натака, што е многу реално. Од цело време, значи, се натура од страна на Социјалдемократскиот сојуз, поготово од Рената Десковска, што су тие луѓе кои работат таму. Значи, тие луѓе кои работат таму секако дека е инвестирано. Зборуваме за луѓето кои се како истражители, никој не вели дека нема да се најде начин и метод да се префрлат во одредено обвинителство, па да му помогнат ако стекнале некои техники. Но кога се зборува за специјалните јавни обвинители, ние бараме генерален реизбор на тие јавни обвинители. Тие, како специјалните јавни обвинители, значи секаде во светот, дошле, работеле на одредена проблематика, завршила нивната функција и доколку видни да имаме некое ново специјално јавно обвинителство, тоа треба, значи, јавно, транспарентно и тие специјални обвинители да бидат избрани. Ние не можеме да поддржиме во демократија монархистички закони дека некој е венчан и дека цел живот ќе ја прати функцијата која му е доделена. Тоа никаде го нема, ниту во Африка, а не може да го има ниту во Македонија, бидејќи Македонија е во Европа. И тие демократски принципи мора да бидат почитувани. На нас се вршеше притисок во почетокот, па после на крајот отстапи од тој притисок, да ние ја поддржиме Катица Јанева, значи во нејзиниот втор мандат. Тоа е катастрофа.
Значи, ние не можеме да дадеме такво ветување кое е спротивно на основни демократски начела на избор, реизбор, именување и така натака од страна на повисоки органи. Предпоставувам дека ЕУ и САД, нивните дипломатски мисии, не стоја на страна во ЕУ. Имаше некакви средби и сугестии од нивна страна, или како што обично велиме ние става во Менгеме? Да, како што македонската јавност беше ставена во заблуда, така и дипломатите беа ставени во заблуда, бидејќи се игра една blaming game. Значи, игра кој е виновникот. Дека ние сме виновни за све, но таа игра некако не им проаѓа, дека ние сме како ВМРО ДПМН немаме сенс, дека дури многу интересно Рената Десковска во еден од нашите состаноци, еден од нашите членови го нарече убиец. Еве за Пресинг ТВ, дека тој асоцирал на убиец, што страшно, мислам тоа не води на систем на преговори и систем на коректност. Така да многу ми е жал на незиниот таков однос кон луѓето кои се составен дел од тимот на ВМРО ДПМН. Добро, ова е повеќе од она што министерката го кажа, како ѓаволот е во деталите. Да, би сакал само и ова да го додам во делот на меѓународната заедница. Значи, меѓународната заедница никогаш нема достапи од оние меѓународни акти на одредени меѓународни институции како што се Советна Европа, Обединети нации, тие како сакаат да бидат имплементирани во целокупниот текст на Законот за јавно обвинителство, кој е многу важен, и нивните сугестии и напастивија се повеќе декларативни и со цел да се унапреди одредена ситуација, а не да се поддржат одредени личности или да се поддржат одредени персонални решенија. Апсолутно во делот дека никој не треба да биде изземен од криминалот. Значи, ние стоиме како партија и ќе продолжиме да стоиме како партија во тој дел. Ниту еден во Република Македонија, ако сторил одредено кривично дело, не треба да биде изземен. Но, не да се градат двојни стандарди. Ние во моментов имаме една позиција каде случајот Талет, значи ВМРО ДПМН е блокирана, значи и целокупниот тимот е блокиран, целокупните сметки, луѓето, значи кои се членови на ВМРО ДПМН се малтретирани, повикувани на одредени разговори, со што им се кршат основните човекови права. Ако спогијата КТЦ немала ни мандат тоа да го отвори, значи како предмет. Најлошото е што ако јас поставив една паралела на една таква средба, ако Омо и Линден Пирин, Виножито, значи се забранети, имаат проблем. Ако е забранат ВМРО ДПМН, тогаш ние македонците треба да одиме во илегала. Значи, на овој простор. Така да праксата да ВМРО ДПМН преку институциите на системот биде потисната до зид, значи не поминува. Тоа покажа и последните избори. Народот знае кој е во право и кој сака да го избегне криминалот. ВМРО ДПМН е, значи, одговорноста од криминал. ВМРО ДПМН не е таква партија. Тони, како експерт во случаи, бранење случаи пред судот за човекови права, ги знаеш механизмите во Страсбур, едно прашање мене ми изгледаше малце апсурдно. Например, ние имаме еден закон, тој е законот за употреба на јазиците, кој е усвоен па испратен на мислење во Венецијанска комисија. Министерката Десковска истото го предложи и за овој закон за обвинителството, дека дај да го усвоиме првин, па ќе го испратиме на мислење во Венецијанска комисија. Да. Да го обвиниме Христо Ивановски за сторено кривично дело, па после да го слободиме. А прво ќе го судиме, па значи тоа во праксата не оди. Не, логиката на нештата е следна. Ние од почетокот на преговорите, затоа ви кажав дека овие беа многу мачни преговори, бидејќи теротот е навистина голем, а македонската јавност навистина очекува правда, македонската јавност, македонците. Ние имавме сугестија кон министерката дека потребно еве, ако не се согласувате со нашите амандмани, ако сметате дека нашите амандмани, иако и меѓународната заедница и дел и каже дека амандманите се во контекст на меѓународното право и основните човекови права и владењето на правото,
и почитување на демократските принципи, еве да го испратиме текстот на законот со амандманите до Венецијанската комисија и таа нака одлучи што е, што не е во ред. Ние цело време вешто, значи од нивна страна го одбегнуваа тоа прашање за да на крај, значи дадат една изјава кај што велат видете Венецијанската комисија ќе одземе многу време, тие работат на 6 месеци. Мислам срамота е да се лажи македонската јавност во ова време кога, значи на секого му се достапни, значи информациите, кога работи, како работи Венецијанската комисија. Ако некој ме праша зошто ВМРО ДПМН не го достави тоа јас ќе ви одговорам. Надлежни за доставување се Министерството за правда, парламентот, претседателот на републиката, но Венецијанската комисија тие може да формираат адхок комисија која ќе каже дали новиот закон и она што ние го предлагаме се во согласност со демократските принципи и владењето на правото и почитување на основните човекови права. Многу ми е жал што Рената Десковска не го прифати тоа. Многу ми е жал, така да... Пред да завршиме со каква е иднината на преговорите, едно прашање, бидејќи сега се појавија нови бомби, така наречени бомби, во кои одредени политичари, личности од власта, пратеници, како што е актуелен случај со Богоевски, пратеникот, наводно снимен во такси, не е битно тоа, веќе почна кривични пријави да се пуштат за тие што неовластено ги снимале и ги пуштале во јавност. Сега, тука имаме една паралела да направиме. Каде сме сега во моментов и што е поуката од сите овие случаи? Имаме бомби кои се користат како легално или не знам, легален доказ во овие постапки и новите бомби за кои веќе фрчат кривични пријави. Јас само би го анализирал аспектот на толкувањето на нештата, интерпретација од страна на Социјално-демократскиот сојуз. Ако тие бомби кои беа доставени на СЕО, тие сакаат да важат вечно. Значи, вечно, во целата вечност, како која ќе им одговара, да вадат и да прават, да монтираат и така натака. А во случајот со пратеникот, таму го гонат таксистот. Неовластено слушал. Значи, таксистот го снимал разговор. Така да тој двоен стандард е присутен. Двојниот стандард не сме да биде присутен во Република Македонија. Законите треба еднакво да важат за сите. Во делот на нелегално прибавените докази, Законот за кривичната постапка е јасен, член 12. Значи, што е доказ? Значи, легално и нелегално прибавен. Во конкретниот случај имаме нелегално прибавени докази од страна на специјалното јавно обвинителство. И ние, како држава, сме се согласиле во тој дел, сме го дале суверенитетот и сме рекле, окей, до 30 јуни вие имате време да ги експлоатирате тие докази и да кажете дали некој сторил одредено кривично дело и да покренете обвиненија. После 30 јуни вие тоа не го имате, тоа право го немате. Значи, ние суверенитетот, парламентот од народот го пренесе во делот на обвинителството и значи го погази меѓународниот принцип и кажа до 30 јуни да се искористат. Сега, постфестум, после 30 јуни 2017 година, тие докази, значи тие бомби кои се таму, постои меѓународна регулатива за посебни истражни мерки. Значи, не може Македонија да биде Елдорадо за вакви работи, значи за прислушкувани разговори. Се знае постапките кои се и како можат да завршат. Не може вие да бидете, да живеете во држава која ќе налекува на Орвеловата 1984 година. Значи, да, ако се прави паралела, да речеме, амнестијата, последната амнестија, важеше со ограничен рок од до и за одредени луѓе кои можеа да се повикаат на таа амнестија. А сега, законот кој изричито тврди, ја не викам дека тоа не е политички договор, да, тоа е работа на политички договор, исто како и што сега ќе биде работа на политички договор, вели до тој датум, понатаму нема. Видите, вие може да имате било каков политички договор, но тој политички договор не може да биде надвор од правото. Значи, не можете да имате политички договор кој ќе му штети на одредена категорија на луѓе во Република Македонија. Правото е јасно и се дека нема примена на право. Сега вие тука не отстапувате од тоа, значи ние не отстапуваме од примена, значи тоа се меѓународни стандарди кои не можеме, значи ние треба да станеме соучесници
Ќе дојдат нови времиња, ќе дојде време кога некој ќе го толкува нашето однесување и ќе каже дека ние сме соучесници во еден арбитререн, нелегален процес, спротивно на сите меѓународни стандарди. Па како ќе седнете во истиот чамец со Рената Десковска? Има шанса да седнете и повторно да... Ако ги прифатат нашите амандмани се во тој правец, правецот е јасен. Не можеме ние да остапиме од она што е меѓународни стандарди во областа на правото, во областа на кривичното право, заштита на човековите права. Не можеме ние сега, ако сметаме дека одредено лице сторило одредено кривично дело, ние да ги пробиеме тие стандарди само за да го докажеме дека тоа лице сторило одредено кривично дело. Постојат постапки, постојат начини, според кои, може да се докаже тоа лице, ама тоа лице треба да се докаже на легален начин, а не ние тој предмет да го изгубиме и во Македонија, да го изгубиме и во странство. Два пати, кога зборувам во странство, зборувам за судот во Страсбург, два пати да платиме за еден ист случај, да платиме за некадарноста на КТЦ Јанева во Република Македонија и нејзиниот тим и да платиме дополнително за изгубениот предмет во Страсбург. Тога што добиваме ние како даночни обврзници? Тоа е да ги заокружиме во моментов сите овие денови на, како што кажа, тешки, мачни преговори, искушенија. И еве едно резиме, што се случуваше на сите овие преговори и какви се шансите да помине да се усвои еден квалитетен закон? Шансите да се усвои еден квалитетен закон се огромни, се додека позицијата не отстапи од незиниот начин на преговарање. Нивниот начин на преговарање е дека ние сме виновни за све и дека законот кој е препишен од Хрватска мора да помине. Таков закон ние не можеме да прифатиме. Може да прифатиме само закон кој ќе биде ефикасен, и кој ќе биде во корист на граѓаните на Република Македонија, на македонците. Не можеме ние да прифатиме закон со кој ние ќе го кронисаме некого како монарх и тој нема да одговара пред никого, неограничено, ќе се, тоа никаде го нема ни да го има. Тони Менкиновски, адвокат и лидер на работната група на ВМРО ДПМН, благодарам за гостувањето и за она што ни го кажавте, што се случувало зад затворените врати на кои вие преговаравте за обвинителството. Ви благодарам.